Првиот чекор од понудената од методологијата што ја користиме во креирањето на стратешката програма се одржување на фокус групи од кои што се надеваме ќе добиеме релевантни информации од сите засегнати чинители. Првата фокус група се однесува на представници на државни институции, владини тела кои што се занимаваат со образование, како и представници на универзитетите од државата. Тие ќе треба да разговараат за инструментите што постојат во моментов, на кој начин се тие конципирани, зошто се конципирани така како што се и дали во самите нив постои простор за надградба или подобрување. Втората фокус група ни се состои од представници најчесто од невладиниот сектор, меѓутоа и партнерски организации на Фондот за иновации, како и секаков вид на едукативни центри кои што се занимаваат со нудење некој вид на нестандардно образование, односно посебен пристап кон секое дете, стемна доградба, надградба, развој на креативност, размислување, креативноста и талентите кај учениците и така натака. Тие две групи ќе се одржат денес. Од вторник имаме следни две групи. Фокус групи во првата од нив ќе членуваат представници на основни и средни училишта во државата, наставниот кадар, но и службата за поддршка во училиштата, значи ќе има голем број на психолози и педагози, но и засегнати родители кои што сметаат дека треба да дадат свој придонес во таа дискусија. И последната фокус група од кога што се надеваме, од која ќе се надеваме ќе добиеме најинтересни и обработливи информации се фокус групата со ученици од средните школи и студенти кои што се директно пак засегнати од овие мерки. Што ќе биде конкретно нивната задача? Што ќе работат? Задачата задачата е да дојдат со отворен ум и спремни за разговор, ќе се дискутираат како што реков моменталната ситуација во државата, постоечките инструменти за поддршка, ќе се дискутираат празнините што евентуално сите ги чувствуваат, можеби системските пречки или потешкоти за обезбедување на поддршка за млади. За жал, тие мерки веќе не се, како да речам, користат упражнија, применуваат баш така во традиционалното образование во државата. Значи, сведоци сме, гледаме дека се помалку и помалку ученици се дел од некакви воншколски активности и најверојатно поедноставно е таа воншколска активност да добие форма на некаков си курс, па родителот додатно да се ангажира и финансиски и временски. Тоа сакав да кажам, да, меѓутоа многу ретко во школите гледаме иницијативи за такви воншколски активности кои што се наменети баш за тие деца што им треба нешто повеќе, нешто плюс од она што го добиваат за време на наставата и најчесто сето тоа се сведува на личниот ангажман на наставникот, односно неговиот ентузијазам дали му се работи додатно или не. Значи нема системски пристап и ние токму тоа сакаме да го промениме, нема системски пристап како да се допре до потребите на сите деца со висок потенцијал и како да се одговори на тој истиот. Секако, тоа е една од темите што ќе се дискутираат конкретно на првата фокус група, како да се препознаат надарените и талентарите и што понатаму да се прави со нив, односно каков вид на сочувување и поддршка на нив им е најмногу потребен. Меѓутоа, нашата програма нема да се фокусира исклучиво на талентирани и надарени деца. Нашата идеја е дека преку инструментите што ќе се понудат и што веќе се нудат, нели, да се обезбеди поддршка за сите можни мотивации, додатни ангажмани кај децата, сите можни екстра потреби што они ги имаат. Значи не одиме само дека тие треба да се дечиња со многу високо коефициент на интелигенција, него за сите деца општо кои што сакаат нешто плюс да им обезбедиме системски пријот и системска поддршка.